Продолжуваме со 57-та седница. Следна за збор е колешката Снежана Калевска-Ванчева. Повелете. Благодарам, председателке. Почитувани колешки и колеги, почитуван господин Езибери, народен правобранител, почитувана јавност. Еве повторно пред нас е на дневен ред годишниот извештај за работа на народниот правобранител, институција уставна категорија која што во областа на заштитата на човековите права има исклучителна важност во секоја демократска држава, па тоа и кај нас. Бидејќи следењето на остварувањето и заштитата на загарантираните човекови права со уставот и законите е нешто што мора да биде примат на секое демократско општество. И јас на почетокот морам да кажам дека и овој извештај, како впрочем и ред извештаи наназад, е навистина извештај кој што може да послужи за пример на останати институции, не само заради неговата сеопфатност, туку и структура, систематичност, јасност со конкретни наоди во сите области, но и со конкретни препораки и заклучоци. Извештај кој што навистина дава една сеопфатна слика во она што значи како функционира нашето општество, како граѓаните ги остваруваат своите права, низ институциите, низ правниот и општествениот поредок во оваа држава. И јас ќе тргнам од она што е дадено во самиот извештај на 162-та страница како насловено како постапување и каде што нели е дадена една статистика, но таа статистика исто така е дадена многу прегледно и говори прилично. А тоа е ова минатата година, значи народниот правобранител постапувал по 3482 предмети. Значи и бројката е зголемена за разлика од претходната година, но фактори зошто е зголемена бројката, да веќе корона кризата беше помината и секако тоа веројатно влијае и на зголемувањето на самите преставки, но и зголемувањето на постапувањето. Но следејќи ги, анализирајќи ги извештаите на народниот правобранител наназад неколку години, чинам дека и убедена сум дека зголемувањето на бројот на преставките, меѓу другото, се должи и на се поголемата доверба кај граѓаните во институцијата од народен правобранител. Значи, низ годините народниот правобранител во својата работа и начинот на постапување очигледно ја зајакнува својата положба и улога и ја зајакнува довербата на граѓаните во оваа институција, што е навистина одличен показател и така треба да биде. И може да кажеме, да дискутираме дали ова голема бројка, но ако земеме да изанализираме од оваа бројка 3482, по колку предмети постапувал народниот правобранител, ќе видиме дека тоа е сериозна бројка по која што постапувал. Тоа е 2173 предмети.
за кој што покренал постапка, од кој што во 683 или 31,43% констатирал повреда на човековите слободи и права и постапувал со цел отстранување на повредите, односно остварување на правата на граѓаните подносители, додека пак во 68,57% или во 1490 предмети по превземените действија за испитување на наодите по преставките не е констатирана повреда на човековите слободи и права и оттаму постапката е запрена. И затоа морав да сепак ја кажам оваа статистика и понатаму нема да говорам статистички податоци, чисто заради прецизност и заради јавност особено, да немаме заблуда или погрешна интерпретација. Што представува бројката од 3482 предмети. И јас ќе се задржам на неколку области, на кратко, затоа што сакам да ги потенцирам слабостите на системот, препораките, но и она што се гледа како движење во одредени сегменти позитивно и што можеме да го земеме како репер, за да фактички тоа го препорачаме и во постапувањето на одредени други институции, што всушност сметам дека е и клучната улога кога и задача уствари кога се разгледува еден ваков извештај. Јас морам со жалење да констатирам дека се уште состојбата во доста области не е драстично подобрана. Народниот правобранител во своето излагање го кажа проблемот со женските лица, односно малолетните девојки, кои што издржуваат казна затвор се уште во Идризово, и тоа е навистина сериозен проблем. Да, за поздравување тоа што се во подготовка е новиот закон за извршување на кривични санкции, но сепак сметам дека мора многу побрзо да се делува, бидејќи секој измина ден е на директна штета, особено зборувам тука за женските лица, на директна нивна штета, оневозможувајќи оние други кои што бидејќи не е во прашање само издржување на казната, туку издржувањето на казната има и еден друг многу значаен сегмент, а тоа е во ресоциализација, пружање на адекватни услови, човечки и хумани, согласно меѓународни конвенции, но и согласно нашето позитивно законодавство. Во делот на полициските овластувања, во извештајот стои дека поднесени биле 11 приставки во кои граѓани се жалат на некоректно и непрофесионално однесување на одредени полициски службеници. Очигледно е дека бројот на ваквите приставки се намалува, но се уште постои и се уште има работа во делот на она што значи полициско постапување согласно на законот. Она што го забележав е тоа дека, и тоа е оној добар пример, народниот правобранител констатира дека продолжува со редовна соработка со одделот за внатрешна контрола и криминалистички истраги, професионални стандарди заради заштита на правата на подносителите на преставките
И тоа е нешто што е добро, бидејќи само на тој начин со вистинска соработка со оддел за внатрешна контрола можат да се превенираат случаевите каде што имаме прекршување на службените полициските овластувања од страна на полициските службеници. Добро е што оддел за внатрешна контрола остварува директни контакти со подносителите на представките. Народниот правобранител остварил средба со помошник министерот кој раководи со одделот за внатрешна контрола. И ова е се во позитивна насока, но овдека сакам да и ова ми беше интересно што го имаше потенцирано и народниот правобранител во својот извештај, дека опремувањето на сообраќајната автопатска полиција со боди камерите, што значи целосен увид во сите службени действија кои што се превземаат од полициските службеници при вршење на контрола на патиштата, резултирало да оваа година всушност не се доставени никакви представки. Значи, боди камерите ја остваруваат својата улога на превенција. И тоа е нешто што мислам дека треба да служи како пример во останатите сегменти. Инаку, навистина, сметам дека во делот на прекршочната постапка проблемот со необезбедувањето, односно неможност да се обезбедат видеозаписи од камери кои припаѓаат на приватни предпријатија, правни лица, оневозможува да внатрешната контрола објективно и докрај ги испита евентуалните прекршувања на службените лица во остварувањето на службените должности. И всушност настанува проблем да тие мораат врз основа на искази на сведоци или искази на подносители и на службените лица, исклучува врз нивните искази да заклучуваат дали дошло, да донесе заклучок, дали дошло, односно дали е сторен прекршок или не. И мислам дека ова мора да се изнајде начин како би било овозможено. Она што е загрижувачки, факт е дека во делот на правосудството проблемите не се, да кажеме, истите кои што ги забележуваме веќе со години наназад. Значи, бројот на представките кои што се зголемени во однос на минатата година, 436 биле минатата година, сега се 534, и не е само како бројка, туку загрижува тоа што многу малку имаме подобрување во соработката на народниот правобранител со правосудните органи, но и проблемот што забележано е дека подносителите фактички најмногу на прво место се жалат или поднесуваат приставки заради недобивање или неблаговремено добивање информации поврзани со постапките пред судовите каде што се тие странки. И ова е нешто што не е дозволиво, бидејќи таквите информации мора секоја странка да ги добива благовремено и на најлес можен начин. Така да сметам дека овдека во прашање е субјективен фактор од страна на судовите, на судската администрација и судиите, како и да е, а не толку објективни пречки. Според мене, тука е проблемот во организацијата и во инертноста на судската администрација.
Народниот правобранител забележува дека е подобрена соработката со одредени судови во 2022 година, така што по доставените дописи навремено се постапува и тоа е добро, затоа што на тој начин се придонесува граѓаните да ги остварат своите законски права. Но, она што исто тоа го кажа и колегата Дејанчо Евтимов, и тука морам да се согласам, и мислам дека тоа е нешто за кое што можда и ние треба како комисија малце повеќе внимание да осврнеме и да видиме можда и некоја надзорна расправа требало се направи во делот на остварувањето на правата на граѓаните во процесот на денационализација. Навистина е несфатливо да после толку години, децении се уствари во прашањето од почнувањето на законот за денационализација, да се уште имаме предмети и странки кои што тоа право не може да го завршат, односно постапката не е правосилно завршена. И овдека се надоврзувам на постапувањето на судовите, на управниот суд и на висшиот управен суд, и покрај носење новиот закон за управни спорови, каде што внесовме одредби за мериторно одлучување, за отварање на расправи, се уште бројот на расправи кои што ги отворил управниот суд, мислам дека е минорен, и дека управниот суд најчесто во најголемиот дел не одлучува мериторно, и таму каде што може, јас не велам дека секаде и во секој предмет може и мериторно да одлучи, но сигурно дека има, и знам дека имало простор за мериторно одлучување, но не одлучувал мериторно, туку ги враќа предметите на повторно одлучување, и таа голгота може да трае со повеќекратно обраќање повторно до управниот суд, и тоа е нешто што навистина е недозволиво, особено недозволиво откако е на сила сегашниот закон за управни спорови. За постапките пред извршителите веќе доволно се говореше, и мислам дека тоа е нешто што е малце рак рана, и дали е во прашање законот за извршување, дали е нешто друго во прашање, односно стручно, професионално, одговорно однесување на дел од извршителите. И мислам дека имаме од двете нешта сублимат, но овдека дефинитивно мислам дека е нешто што мора и во заклучоците да Министерството за правда, бидејќи извршителите се повереници на Министерството за правда, биде поажурна во контролите, вршењето на контролите врз работењето на извршителите, како би се спречиле одредени непрофесионални или незаконити постапувања, од кои што секако на крајот на денот штетата е трпат граѓаните. Тука јас се согласувам, и тоа веќе ние го направивме со договорната камата, но казнената камата останува проблем. И имаме ситуации кога казнената камата неколку пати го надминува главниот долг. Ние веќе разговараме и мислам дека крајно време е да направиме интервенција и во Законот за облигации, за да можеме да интервенираме и конечно да ставиме одреден, да се позанимаваме што би значило правичност или баланс, бидејќи во моментов навистина доаѓаме и до дисбаланс. Мене ми е жал
што се уште имаме проблем кога станува збор за третманот на лицата со попреченост, ќе пофалам одлуката на Управниот суд, која што вели дека укинува одредба дека на лицата на 65 години не може да им следи додаток за попреченост, и навистина тоа е нешто што е добро, но и добро е што конечно во периодот мај-октомври 2022 година и Народниот правобранител зел активно учество во подготовка на активности за изработка на нова мултисекторска национална стратегија за правата на лица со попреченост 2023-2030, што е инициирано и фацилитирано од Канцеларијата на председателот на владата на Република Северна Македонија. Тоа е нешто што е за поздравување, тоа е преку Националното координативно тело за имплементација во соработка со Министерството за труд и социјална политика, бидејќи навистина крајно време да државата има вистинска стратегија за начинот на кој што ќе овозможи целосно инклузија на лицата со попреченост и целосен хуман пристап кон овие лица. Но морам да кажам дека процесот кој што почна и со уште од 2017 година и со Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско, деинституционализација со персоналните асистенти, се тоа добри чекори, но ваква една национална стратегија многу побрзо, посеопфатно, посистематски ќе ги решава овие проблеми, односно ќе превенира проблеми кои што би значеле од аспект на остварувањето на правата на ваквите лица со попреченост. За жал, собранието е виновно зошто лицата со попреченост, односно децата кои што посетуваат средно училиште, треба да посетуваат средно училиште, каде што треба да им се овозможи персонален асистент, не може тоа право да го остварат, бидејќи Законот за средно образование не е заглавен во собраниска процедура, веќе не знаеме и ние колку време, но многу долго. Бидејќи што се однесува до основното образование, овој процес, персоналните асистенти видовме дека го даваат исклучителен резултат. Се надевам дека конечно ова собрание ќе смогне сила и ќе го донесе и законот за средно образование. Тука пред се мислам на опозицијата, бидејќи таа е таа што го кочи законот. Јас овде морам да кажам дека не само државните институции, но овде во овој извештај, тоа до некаде и во претходните извештаи имаше, но овдека е прилично така евидентно и со примери кршењето на правата од работен однос, кои што се забележени на ниво на локална самоуправа, значи последната година, не само во делот на она што ни е законско трансформирање на работниот однос, туку и во делот на критериумите, изборот на директори на училишта и така натаму, и тоа уште повеќе загрижува дискриминацијата за која што говореше и Народниот правобранител, директно спроведена од основни училишта, према ромската заедница, тоа е во Штип и во Битола, мислам. И тоа е нешто што навистина треба да алармот да го запали на најако. Такво нешто не сме во 21. век да се случува, а говориме за човекови права,
говориме за право на секој, основни права на образование, на здравствена заштита, на работа и така натаму. И тоа е она што исто така го забележа во извештајот. Добро е тоа што Народниот правобранител во извештајот повторно се осврнува на големиот проблем со неевидентираните лица. И јас овде навистина можам со задоволство да кажам дека овде собранието вистински ја зема својата проактивна улога, кога станува збор за надзорната улога и конечно сме на повидок на решавање на овој многу сериозен проблем, бидејќи тоа е проблем кој што остава една група, зборуваме за неевидентирани лица, неевидентирани деца надвор од системот, темна бројка, што е нешто недозволиво. Значи, ниту едно родено дете не сме да остане неевидентирано. Имаме меѓународни документи, меѓународна конвенција, ние сме подписници и ратификувани документи од нашата држава и конечно навистина се радувам што после исклучително квалитетната надзорна расправа продолживме со работа и меѓусекторски сите вклучени институции заедно веќе сме на повидок на едно системско решение. И тоа е примерот како треба да постапуваме ние и понатаму. Жал ми е што и тоа го констатира и Народниот правобранител, дека имаме многу малку преставки поднесени од областа на животната средина. И тоа ми е така прилично индикативно. И уште повеќе ако земеме дека пред подрачните канцеларии во Битола, Куманово и Штип не е поднесена ниту една преставка, а тие важат за прилично загадени општини. Зошто е тоа така? Народниот правобранител констатира недостаток на вработени овластени инспектори за животна средина. Во некои општини нема ниту еден вработен и ова е нешто што мора да се каже и гласно да се говори, бидејќи ние не можеме да говориме за превенирање и заштита на животната средина ако немаме вистински систематски одговор, меѓу кои одговорот го даваат тука и нормално, директно самите општини преку инспекторите за животна средина, кои што тие се тие што веднаш алармантно и на лице место треба да излезат, да детектираат и да излезат со конкретна пријава. Но за жал тоа не е случај. И јас овде ќе го завршам своето излагање со една, за мене, една констатација, што можам, бидејќи ова не е прв извештај кој што го разгледувам како пратеничка, и мојата констатација е дека имаме се уште многу работа, дека државните институции, капацитетите на државната администрација во она што значи не само кога говорам значи ресурси како човечки капацитети, туку во односот и разбирањето на таа администрација дека секоја странка што ќе се обрати е лице со име и презиме, дека тоа не е предмет и бројка без име и презиме, дека секој обраќање, остварување на одредено право значи право на тој човек на достоинствен живот, остварувајќи ги правата од здравствено осигурување, образование, здравствено осигурување, работа, воопшто право на приватност, право на собственост и така натаму. И дека тоа е многу важно да се разбере тоа. Но ние мислам дека тој проблем
И гледајќи го и ово и претходните извештаи го имаме од базично ниво, од она на локално ниво што граѓаните се содруваат со локалната власт, со локалната администрација, па понатаму се уште имаме како општество проблем да сватиме очигледно дека остварување или непопречување на нечие право значи заштита и на сопственото право и значи просперитет и развој на општеството. И мислам дека мораме конечно да сватиме дека само преку целосно овозможување, остварување и заштита на сите човекови права можеме да градиме не само похумано општество, туку и многу по-просперитетно општество од секој аспект. Ви благодарам. Благодарам, колешке. Следна за збор и последна за денешниот ден е колешката Гордана Силјановска-Давкова. Повелете. Почитувана председателке, почитуван народен правобранител, почитувани колешки, бидејќи колеги не гледам. Ако го споредам овој извештај, не само во моментов, туку и претходно со другите извештаи, со речникот на литературата ми личи на Војна и мир од Толстој, а по суштината, со оглед на тоа кои се најповредените граѓани во контактите со државната и јавната администрација на глувци и луѓе од Џон Штајнбек. Тоа е првото што сакам да го потенцирам. Колешката пред мене, бидејќи две работи се однесуваат на нас, едната веќе ја спомена, проблемот со неевидентираните лица, значи тука препознавам јас проактивен однос, зашто по надзорната расправа не запревме тамо, туку се нафативме одовде да произлезе предлог за измена на законот за матична евиденција, што значи токму на линија на она на што вие укажувате и ние чекориме. Тоа е првото. И второто, со право потенциравте дека или ни забележавте дека не сме предложиле мерки. Меѓутоа, јас морам да кажам дека извештајот за 2021 година, уште пред една година беше на дневен ред на оваа комисија, значи многу доцна се најде на пленарна заедница и не мислам дека вината е во нас за тоа. Значи, е во пленарната седница. Ке почнам од самиот крај, кога реков дека е ова како еден роман. 171 страница е текстот, обемен текст, добро структуриран, со многу примери и докази, со табели, со бројки, со препораки, со наброени случаи, примери. Значи, јас еве уште еднаш, како и друг пат, велам дека врз основа на институционалната меморија во оваа институција можат извештаите што ги добиваме да бидат модели на извештај. Една техничка забелешка. На самиот извештај одзади пишува издавач народен правобранител, автор народен правобранител, уредник народен правобранител. Техничката забелешка е дека сигурно автор не сте само вие, сигурно дека има и коавтори, бидејќи самите се повикувате, значи извештаите немаат автори. Вие сте овде прв човек на народното правобранителство, односно представник, како таков, како прв човек. Јас ќе се задржам само на некои области, инаку во стартот, да, имате едно интересно обраќање во кое што
констатирате дека извештајот се однесува на едно време, невреме, време на криза, време на пандемија и на економско-енергетска криза. Јас само да дополнам дека ние се уште сме во криза до јуни, врз основа на одлука незаконска на овој парламент, бидејќи по законот кризата може да трае само 30 дена, а не 6 месеци. Зошто е тоа така? За мене, дури и овој извештај го подкрепува тоа, се работи за системска криза, се работи за криза на демократијата, се работи за партократија, не сакам да го употребам еден лош збор, какистократија, што значи власт на немногу способните, власт на луѓе кои не се од знаење. Дека има вистина во ова што го зборувам, зборува и зголемејуниот број за представки, 20% се разбира, слободно може да ми забележи некој, дека може би нараснатата доверба во институцијата е причина за зголемениот број, меѓутоа пак од анализата, од прегледот на типот и областите на кои се однесуваат забелешките, не мислам дека е тоа причината, мислам дека е она што вие на неколку места го потенцирате, недоволната, еве да бидам блага во изразот, функционалност и ефикасност, велите, на одредени институции, меѓутоа, јас мислам дека нашите институции се слаби, дека се фрагилни, а во таквите институции најсилни се поединците. Она што најмногу ме загрижува и што укажува за системски проблем, а системските проблеми бараат системски пристап, е што градацијата на најголемите повреди како да не се менува по области. И вие денеска тоа го истакнавте, зборуваме најмногу за проблеми во правосудството. Зошто е ова за мене загрижувачко? Зошто правосудните органи се оние каде што граѓаните бараат решение за проблемите со кои се соочуваат, а замислете сега, проблемот е лоциран во самото правосудство и како што колешката веќе каже, особено во постапката за извршувањето. Тоа е, да не ги набројувам, да не губиме време, вие ги наброивте областите, ама речи си исто, па вработување, па плати на доместоти, денационализација, полиција, имотно-правни односи, урбанизам, затвореници и така натаму и така натаму. Со право, бидејќи сте надлежен, исто така и теоретски, врз основа на теоријата диагноза правите, но исто така посочувате и конкретни примери во сферата на заштитата од дискриминацијата и начелото на правичната и соодветна застапеност, а тие па се во директна корелација со владењето на правото, со правдата и еднаквоста, па ако сакаме и довербата кон централните и локалните институции. Тука, еве, јас ке дадам предлог. Мислам дека е многу логично во еден закон, кус, да се дефинира што значи правична и соодветна застапеност. Темелна вредност никаде и никогаш не може директно да се примени. Еве, например, хуманизам и солидарност, владење на право. Како ќе го примените директно? Значи, она што кај нас се остварува, всушност е соодветна застапеност, правичноста е секогаш врзана за стручноста и компетентноста. Може би не е пријатно, ама еве ќе ви дадам пример. Да речеме, институцијата со која што вие раководите, во претходните 9 години беше раководена од господинот Иџет Мемети. Кога би се водело за правична и соодветна, за правична застапеност,
би се внимавало на тоа дека Република Македонија е мултикултурно општество и дека покрај македонци и албанци има и роми, и власи, и бошњаци, и турци, и дека во следниве 9 години не само врз истиот партиски предлог, бидејќи и претходниот и вие сте предлог на ДУИ, и тоа по еден, секогаш предлог, би требало да се внимава на тоа да им се овозможи и на припадниците на другите заедници да можат да се грижат за граѓаните, особено што нивните граѓани понекогаш се уште по-загрозени и многу важна е идентификацијата. Со право ги потенцирате проблемите во здравството и велите дека големи проблеми има во оној институт Мој термин, а јас велам мој термин, ваша одлука, не ваша, на тие кај што работиме. Да, со право потенцирате не само хронична, туку и драматична потреба од нов медицински кадар, квалитетен. Зошто? За да може да се усовршува некој, треба врз основа на квалитетот да е тамо. Значи, ние имаме страутен дефицит со лекари специјалисти, ние имаме одлив во приватното здравство и мислам дека тука мора стратешки да се размислува, дури можеби и да се продолжи рокот за пензионирање на лекарите, медицинските сестри, да им се овозможат уште подобри услови за да не заминуваат. Понатаму, со право потенцирате еден ужасен проблем од највисок приоритет, бидејќи животот е највисок приоритет, ниту една слобода и право без правото на живот не може да функционира, именно говорите за редовна, навремена, соодветна терапија на лицата со цистични фибрози. Целосно сте во право дека мора да се донесе нова програма за ретки болести и тука да се почитуваат барањата на асоцијацијата на лицата, членовите на асоцијацијата за цистична фиброза, односно дека ќе мора да се ревидира листата на лекови која со години не е ревидирана. Во меѓувреме, многу ми се допаѓа предлогот дека се потребни, значи, овие лекови да се добијат на рецепт за овие луѓе да можат помирно да живеат. Со право го потенцирате проблемот што е дел од мојот живот, правото на образование. Најпогодени од правото на образованието се децата. Ги споменувате причините, штрајкот на синдикатите, на синдикатот за образование, наука, култура, но тоа не е причина, тоа е реакција на она што се случуваше во образованието. Замислете во 21 век необезбедени учебници, недоволен број образовни и лични асистенти, особено што е најважно за учениците со попреченост, етеа дискриминацијата, дојавите за бомби, стравот, тешко се учи под притисок на страв. Што е за мене најважно, на што и вие го потенцирате, правото на образование секогаш да биде померка на учениците, да биде во најдобар интерес на секое дете, бидејќи впрочем на тоа не обврзува и Конвенцијата за правата на децата што сме ја потпишале. Она што сакам да кажам дека во оваа област, мислам дека кога велам системски проблем, толку честите промени на министрите и замениците министри за образование оневозможуваат системски пристап. Тоа е всушност и непедагошки, неетички и неодговорен однос на коалиционите партнери. Да, кризата за жал секогаш со себе доаѓа и со неа доаѓа и семејното насилство. Целосно се согласувам дека е потребно итно, неодложно и сериозно постапување
соработка меѓу различните, меѓу центрите за социјални работи кои се најблиски до проблемите, со полицијата, со јавното обвинителство и со судовите. И дека секогаш е подобар превентивниот пристап, односно превентивното делување, одошто санкционирањето за дела врзани за семејното насилство. Да, треба сите ние, особено ние, жените, да го охрабруваме пријавувањето од страна на жртвите, бидејќи вината воопшто, ова го потенцирам, бидејќи најчесто покрај децата се жените жртви на семејното насилство, бидејќи тоа е многу важно заради јавноста и заради сторителите, ама најмногу заради жртвите. Социјалната заштита, и таа оди рака под рака за жал, со сиромаштијата, а се согласувам со Ганди кога вели дека нема поголема повреда на човекови права од сиромаштијата. Тоа е најголемото кршење на правата и со право тука значи потенцирате потреба од превземање на итни мерки. Причината, да, ја барате, например, во системот на поврзаност меѓу, например, овде меѓу страшно нешто Агенцијата за катастар и недвижности и Центарот за социјални работи. Зошто? Заради проблемот со документите, неможноста да се дојде брзо до нив. Замислете, не функционираше овој систем на поврзаност повеќе од 2 месеци, некои луѓе заради овој институционален дефект не можеа да дојдат до средства за екзистенција. Ако вакво нешто постои во една држава, тогаш таа не само што може да се оквалификува како слаба, туку и има елементи на пропаѓање. Децата, да повторам, шокантен е податокот од Меѓаши, дека повеќе од 50% од децата имаат психички проблем, травматизирани од затвореноста, заради ковидот, заради проблемите, да укажувате на правата на секое дете да може да оди во градинка, на проблемите со групните домови, особено на потребата да се решат проблемите на децата со попреченост, насилството, правото на име и идентитет. И мислам дека ние мораме да имаме посебно разбирање за така наречените, иако придавката не ми се допаѓа, не е ваша, туку во јавноста се употребува ризични деца. Нема ризични деца, има деца во ризик со судир на законите и ние тука треба да се држиме до Конвенцијата за правата. Загрижува, на што со право укажувате, дека многу представки се однесуваат на насилството во училиштата меѓу врсниците. Што значи тоа? Тоа значи дека учителите, тоа значи дека родителите, тоа значи дека ние, кои сме во политиката, треба да потикнуваме толеранција и комуникација. Ама тоа тешко оди. Еве, јас ќе дадам еден неодамнешен пример. Во емисија на телевизија, значи пратеничка, 6 пати зборуваше за хистерија на опозицијата и не беше опомената. Замислете, хистерична опозиција. И за урлање наместо зборување. Објаснете ми ваквиот говор, кога го слушаат учениците и кога го слушаат децата, што потикнува? Насилен говор. Посебна грижа ми се допаѓа и сум разговарала со луѓе кои се во оваа област, треба да им посветиме на децата на улица. Особено децата кои питаат.
Јас мислам дека тој проблем може многу добро да се реши. И со мобилно образование, и со центрите за социјални работи, ама и ние ако интервенираме во законите. Значи, да, немаме национален документ, немаме стратегија ние за справување со проблемите на децата на улица. Тоа се деца кои немаат право на детство, за жал, или имаат ограничено право, деца кои се на социјалната периферија и затоа го поздравувам ова на што укажувате. Веќе беше кажано, ама јас би сакала дека да посочам дека бев шокирана кога дознав, кога станав свесна дека има деца на кои ми е изречена воспитно-поправна мерка, меѓутоа дека се работи за малолетни деца, кои наместо, како што велите вие, во Идризово, итно би требало да се дислоцираат во Волковија, зошто многу важно е, значи, да се оневозможи дискриминацијата и заканите по овие малолетници кои што постојано демнеја, веројатно се уште не е проблемот решен во Идризово. Дискриминацијата е јасна, постои во стандардите на сместувањето, но уште поважно и во образовниот процес и во целокупниот процес на ресоциализацијата. Оти за овие деца, за кои има секогаш надеж, мора да има, значи, еден здрав, еден пријателски амбиент, зошто? За да може да се вратат на вистинската патека, бидејќи животот е пред нив. Веќе Снежана го истакна малиот број представки за животната средина. Прво, ние немаме свест. Ние немаме, значи, свест за заштитата на животната средина. Сум зборувала многу пати. Не сме свесни дека уништувајќи ја природата или толерирајќи го уништувањето на природата, се уништуваме себе си и на вистина, речи си, нереално е, неверојатно е, кога живееме со децении во загаден воздух, со депонии на секој чекор, да не реагираме на тоа. И јас затоа честитки за младите правници за поздравување нивната тужба против градоначалникот на Струга за депонијата со која се загадува амбиент што е на линијата да го изгуби статусот на амбиент заштитен од УНЕСКО. Понатаму, реков веќе, го набројав правосудството, нема да зборувам за тоа, бидејќи веќе зборуваат, но она што мислам дека е многу важно за што го прави народниот правобранител, да се поздрави, да се поддржи, е што вие не останувате само на диагноза и на препораки, туку и на поднесување иницијативи за законски измени, за измени на подзаконски акти, и видов тука дека овие иницијативи се однесуваат на измена на законот за облигациони односи, законот за извршување, токму тамо казнената камата, како што велите, еднаш мора да престане да тече во моментот кога ќе го достигне главниот долг, а да, вие први констатирате дека е навистина шок да се види дека 4 пати може да биде каматата, замислете, поголема од главниот долг, што асоцира на лихварство за кое што ние мислиме дека е далечно минато. Целосно се согласувам со тоа дека
ние граѓаните, бидејќи месечно примаме плата, имаме право и во текот на месецот да си ги планираме трошоците, па и трошокот за потрошена електрична енергија. Подитно мора да се смени правилникот за снабдување со електрична енергија. Не може ЕВН, заради заштеда, да чита броила еднаш годишно, јас не добивам плата за една година, и паушално ние да ги плаќаме сметките. Всушност, што правиме ние? Бескаматно ја финансираме компанијата ЕВН, токму така, и потоа дури на крајот ни ги одбиваат средствата. Значи, вие предлагате квартално читање, јас предлагам месечно читање. Ако животот сум го поминала со месечно читање, очекував чекор напред да биде направен, а не згора. Значи, ние всушност финансираме ЕВН. Од друга страна, има еден прилично голем процент на граѓани кои не плаќаат струја, а кога ќе им биде укажено дека ќе бидат исклучени, различни се ситуациите иначе и тамо, тогаш им се одобрува да плаќаат на рати. Навистина е ова невозможно. Невозможна ситуација и мислам дека изморедно сте го детектирале проблемот. Понатаму, надоместот за правото на надомест за попреченост на лицата, кои прв пат аплицираат, а имаат над 65 години, посебно разбирање имам за овие лица, бидејќи и јас сум на таа возраст и мислам дека на вистина ова е дискриминација по основа на возраст, таа влегува во многу устави и секогаш велам дека треба можеби да научиме нешто од источниот свет, каде што има ден на возрастните, почит кон возрастните. Зошто? Зашто во кинеските и во јапонските приказни има дека кога војувале некогаш, решенијата всушност на загадките што ги поставувале владетелите, ги давале сталите луѓе. И затоа тие не си ги испраќале мајките и татковците на планината за да умрат на снегот, туку ги молеле за решение, решението било вистинското и така се изградила една почит кон оние кои што, значи, имаат исто така право на живот и право на мирна старост. Укажувачите, многу важно, велите дека врз основа на Законот за заштита на укажувачи и правилникот за заштитено внатрешно пријавување, вие сте како институција таа која што определила субјект, лице, кое официјално ќе работи, значи, токму на приемот на пријави заради заштитено внатрешно и надворешно пријавување. Се надевам, да, видов, значи, податоците за овластеното лице се на веб страницата, на луѓето понекогаш им треба охрабрување, за да го соопштат она што го гледаат. Се надевам дека вашиот пример ќе го следат и други. Знам дека учествувавте во скринингот, во подготовка на документите за поглавието 23, во делот за фундаменталните права. Ова ми се чини дека е многу важно и да искористам, да испратам апел до министерот за евроинтеграции, зошто бидејќи овде на оваа маса добивме ветување дека многу често ќе се среќаваме во врска со скринингот во рамките на Националниот совет за евроинтеграции и во Комисијата за европски прашања, ама се уште не сме чуле ништо. Кога го следам процесот во соседството, во Црна Гора и Србија, тамо дури и записниците од скринингот се дискутираат со пратениците. Точно е дека вие имате просветителска мисија да ги промовирате човековите права и јас имам разбирање за она што го потенцирате, дека сведоци сте, дека се соочувате со финансиски дефицит.
Навистина ми се допадна кога видов како вашите заменици еднаш неделно, директно, во живо, ин виво, одговара на директни прашања во различни области и сосема имам разбирање за тоа што го велите дека и за учество во скринингот, и за учество во меѓународната комуникација потребни се средства. И низ овој простор секој петок шетаат ученици и го разубавуваат. Да, го поддржувам. Процесот на предавањата на учениците од скопските училишта треба да се прошири за нивните права, за препознавање на повредите, како да се заштитат и ги учите на дебата. Мислам дека е тоа одличен метод. За неевидентираните лица, при крајот сум, значи ми се допаѓа тоа што почнавте да посетувате пензионерски амбиенти, односно старечки дом, дури имаше и емисија на тоа, за тоа, што е тука најважното. Некогаш сликата многу илјада зборови кажува одеднаш дека е многу потреба, дека е многу голема потребата од грижа за старите луѓе, повторно, како претходно што кажав, и дека се потребни подобри услови за живот, особено тогаш кога животот е некаде пред крајот. Со што би сакала да завршам? Вие со право изразувате загриженост за односот на власта кон вас. Народните правобранители, многу пати сум рекла, од родното место, Шведска, Данска, Финска, до Нов Зеланд, до државите од Централна и Источна Европа, се многу почитувана институција, која што не е само бранител на правата на граѓаните, туку е и надзорен орган, контролор на работата на државната и јавна администрација. И јас не знам колку пати сум рекла дека сите стрепат од вашите извештаи. Не верувам дека кај нас е така, дури и на седниците на парламентот кога ги разгледуваме, не гледам представник на владата. Значи, тоа е загрижувачко. Што сакам уште да кажам, дека јавноста се разбира дека има увид во вашата работа. Она што ми се чини дека е драматично е, тоа што го прочитав во извештајот дека во минатата година сте испратиле дури 18 посебни извештаи до владата, но таа не се одважила дури не само вам да ви изрази должна почит, туку и да го почитува законот и да ве повика на седницата на која што се разгледувале извештаите. Тоа е навистина чудно. Значи, вие не давате препораки за да симулирате активност, туку за да укажете на сериозни повреди на правата и начинот на нивното отстранување. Се надевам дека кога ги споменав финансиските средства, бидејќи гледам што све треба да покриете со нив, националниот превентивен механизмот за граѓанска контрола, механизмот понатаму за да ги подкрепите тимовите за спроведување на конвенциите за правата на детето, лицата со попреченост, нелегалната трговија со луѓето, состојбите со мигрантите, да ангажирате експерти, да печатите извештаи, да превземате превентивни активности, да учествувате на сите важни настани дома и надвор. Тоа навистина бара средства и јас се чудам како можеме ние да дозволиме вие олку важни прашања да решавате со донации. Да требате со странски донации, значи. Се надевам дека
бидејќи кога е во прашање скринингот, не смее да се доведе вашето учество во овие сесии во прашање, а не само меѓународната комуникација, дека ќе добиеме согласност. Најважното може би е, како да кажам, протоколарно или свечано, 25 години од формирањето на овој важен институт во Македонија, се разбира дека ова не е слава заради слава, туку дека е многу важно и на ваков начин да се оддаде признание. Зошто? Бидејќи мене ми е многу логично народните пари да одат кај оној кај кој се грижи за народот, а не да одат кај власта, па таа да одлучува дали ќе ги финансира оние чии легитимитет и легалитет им извира во Уставот, ама и од решавањето на многобројните проблеми. Да. Неколку примери сакав на крајот да издвојам, бидејќи таму има стотици примери. Еден важен пример. Предолгото траење на предистражните постапки. Случајот, ако се сеќавате со убиството на детето, страшно нешто. Крена како предупредување дека јавното обвинителство и полицијата мора да бидат поинвентивни. Понатаму, не смеат децата во поправните домови, во воспитно-поправните домови, да немаат право на образование. Тогаш тие се како уличните деца. Во институцијата мора да има образование, за да може кога ќе излезат надвор да се справат со предизвиците на животот. Психијатриските болници, исто така како пример ќе посочувате, кога ние им предаваме на студентите за народните правобранители, обично велиме дека најтешки проблеми има или најголеми кршења на човековите права во психијатриските болници, и јасно е од кои причини, и тоа е алармантно, мора да се справиме со нив. Последната реченица ми се однесува на нешто што мене страшно ме нервира на телевизија. Гледам дека и вие сте го забележале. Оние бомбастични реклами за брзи кредити. Особено кога ќе видам дека личности кои сум ги почитувала, личности од светот на театарот, од светот на глумците, од светот на спортот, што мене ми асоцира на здрав живот, не знам дали свесно или несвесно, туку шират лага дека можете уште денеска да земете кредит, дека никаква камата нема да има за истиот. Вашиот заклучок е дека брзиот пат е најдолгиот пат и дека брзите кредити доведуваат до презадолженост и до лихварство. Во видеократија, во спектакл демократија, во рекламократија страшно делува понекогаш рекламата. Значи, уште еднаш ви благодарам и за присуството, ви благодарам и за извештајот, секогаш го користиме него и кога ги разгледуваме другите извештаи, што е многу важно, се повикуваме на него како на извор на вистински почитувани и важни препораки и констатации, и ќе ме извините затоа јас мислев дека го заслужувате моето внимание и можеби затоа бев малку подолга. Ви благодарам. Благодарам, колешке. Денеска тоа е последната дискусија. Овде ја прекинувам 57-та седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Продолжуваме утре во 12 часот.